Американскиот председател Џо Бајден и поранишниот председател Доналд Трамп се приближија до реваншот за председателските избори во ноември, бидејќи секој од нив победи на речиси сите надпревари за номинирање на партиите одржани во група сојузни држави, распространети низ целата земја. Во дневникот го имаме Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, што значеше супер вторник за председателските кандидати? Сунчица, добро вечер од Вашингтон. Супер вторникот е голем настан за САД и овој пат имаше посебна тежина, иако резултатот никого не изненади. Актуелниот председател Џо Бајден победи во 15 држави во кои се одржаа преелиминарни избори или гласање во пратеничките групи на Демократската партија, вклучително и оние во близина на Вашингтон, во Вирџинија, големиот Тексас, Минесота и Колорадо. Тој загуби само во американската територија Самоа. Неговиот ривал, републиканскиот кандидат Доналд Трамп, имаше 14 победи, вклучувајќи ја и сојузната држава Јута. Мала или никаква опозиција во трката е типично за актуелните председатели. Бајден гледа напред кон ноемвриските избори и предупреди дека изборот на Трамп би значел хаос, поделеност и темнина. Трамп, говорејќи пред своите приврзаници во Флорида, рече дека земјата претрпела голем пораз во текот на изминатите 3 години, алудирајќи на Бајден и неговото справување со економијата и миграцијата. Поранешниот председател, кој загуби од Бајден во 2020 година, славеше вчера и ги промовираше изборите во ноември како најважен ден во историјата на САД. Со победите од супер вторник, Доналд Трамп би можел да добие доволно делегати за да ја заклучи номинацијата на републиканците веќе следниот вторник, кога ќе гласаат уште 4 држави. Мартин, Ники Хејли ја прекина кампањата и покрај што ветуваше останување во изборната трка. Да, Сунчица, тоа беше големото прашање синоќа, но денеска веќе знаеме дека супер вторникот беше нејзино последно појавување на партиските прелиминарни избори оваа година. Таа победи синоќа во малата сојузна држава Вермонт, од каде доаѓаат само 17 делегати, што е капка вода во морето потребни делегати за номинација. Пред нашето вклучување Ники Хејли на пресконференција ја прекина својата председателска кампања. Хејли не го поддржа Трамп во говорот во Чарлстон, Јужна Каролина. Наместо тоа, таа го охрабри да ја добие поддршката од коалицијата на умерени републиканци и независни гласачи кои ја поддржаа. Нејзиното заминување му дозволува на Трамп да се фокусира само на неговиот веројатен ривал Бајден во ноември. Поранешниот председател е на пат да ги добие потребните 1215 делегати за да ја добие републиканската номинација подоцна овој месец. Инаку Трамп и натаму се соочува со 4 кривични постапки кои опфаќаат 91 обвинение, но само во еден случај има закажано рочиште, а тоа е за парите што наводно ги платил за замолчување на актерката во порнофилмови. Тоа се смета и за најлесно кривично дело од сите други. Но националните анкети покажуваат дека Трамп има тесна предност пред Бајден 8 месеци до денот пред председателските избори во 2024 година. Сунчица? Благодарам, Мартин. Мартин Николовски се јави од Вашингтон за резултатите од супер вторникот.